запознаеме. Сопатникот на селаните се вика Костадин. Тој годинава заврши за учител и еве неговиот позив го носи в село. Нему и на многу други како него им припаѓа оваа вистинска приказна. Како порано си го представува селото, во моментов не ни е познато. Но еве уште човечки и не стапил в село, а веќе му се чини дека наидува на пречки. Преди малку, реката му го попречи патот, а сега селски говеда. А како ли ќе биде утре, заутре и уште многу денови, месеци и години можеби? Петре, така се вика овој селанец, е долгогодишен курир во школото. Тој ја исполнувал оваа служба дури и кога немало учител в село. А сега што? Вака ли тој си го замислуваше пречекот в село? Барем да стасаше дење. А вака, сака или неќе, мора да го трпи остриот мирис на газеаната ламба и лаежот на опасните селски кучиња. А колку убаво се проведуваше в град. Имаше своја девојка и беше среќен. Навистина, тешко му е на човека да се ослободи од така убави спомени, уште повеќе во вакви моменти, кога тие надтежнуваат како мора, кога се наоколу ти се чини дека е неубаво и туѓо. Ќе го оставиме сам нека ја открие вистината.
првото утро таа почна да се открива пред него. Се откри со едно свежо планинско утро и со 8-годишново селанче што пошло в планина по заработка на татковиот леп. Но со овие овде не е таков случајот. Нивната работа е прочистување на браздата. Се она што може да им се случи од нечистата вода, на нивните родители им е непознато. Ако се разболат и умрат, тогаш Господ така сакал, ќе речат. Но кој те праша? Најпосле, кој си ти што вака наеднаш им ја растури играта? Тие секој ден си играат во браздата и никој досега лош збор не им рекол. Навистина, чудни се луѓето. Некои без причина бегаат од тебе, а други пак, кога најмалку се надеваш, најљубезно ќе те поканат, а и самиот не знае зошто. Може би само затоа што си поинаку облечен од нив. Но како и да е, понуденото пријателство, а нарочно во прилика кога никого не познаваш, е секогаш добро дошло. Колку и да му беше пријатно сето ова, Костадин сепак осеќаше некоја празнина во душата. Тој сакаше да ги сретне и ги придобие за себе оние, заради кои 4 години се спремаше в школа. И еве, намегдан пред црквата тој ги пронајде. Но точно кога ги пронајде, и ги изгуби. Преди него, друг ги беше придобил децата. Но младоста и амбицијата се опасни кога ќе се соединат. И попот ја одложи борбата за подобри услови. На Костадина повеќе и не му требаше. Тој во својот учителски занес сметаше дека се децата веќе негови. Каква радосна изненада! Детето, што во она убаво септемвриско утро со својата мазга и секира прв го натера барем за момент да заборави на лошо проведената ноќ, ќе биде негов ученик. Но името Димко Велевски остана само напишано во школскиот дневник. Тој се уште не се јавил в школо. И не само тој, и други места во клубите се празни. Колку и да му беше мака за Димка и за другите, тој продолжуваше да си ја врши својата учителска должност, надевајќи се дека еден ден секако ќе ги види во училница.
И навистина, времето го стори своето. Обкръжен со пријателство и секојдневни школски и селски проблеми, тој и не осети кога и како изгледеа спомените од градот. Заедно со него се радуваа и децата. Некој од нив дури пред време ги открија изненадувањата што им ги припремаше учителот. Изминаа 2 месеци од почетокот на школската година. Костадин побрза да им приреди на децата уште една радост. Во последните есенски дни ги поведе на прошетка во планината. А и самиот тој сакаше да ја упознае планината, за која селаните со воскит му раскажуваа. Костадин никогаш досега не беше сретнал така дива и раскошна во исто време планина. Гледката му се чинеше сон. Децата, исполнети со радост, ги осеќаше помили отколку друг пат. Секој нивен збор упатен кон него, секој поглед и осмевка изразуваа нескриена љубов и почит кон оној што смело ги поведе при нивните први несигурни стапки. Тие се радуваа, а и не слутеа дека недалеку од нив едно овчарче. Да, тоа е Димко Велевски. Место да е сега со нив, да учи и да се радува, тој со горчина во душата мора да ја исполнува заповедта на својот татко. И кога мислеше дека е сам во планината, далеку од своите другарчиња, тогаш некој ја прифатија неговата песна. Тој го остави и појде. Колку голема радост за Костадина. Тој најмалку се надеваше дека на ваков начин ќе го сретне Димка за да го поведе в село и во училиште. Но Костадин во својата учителска радост заборави дека Димко се уште не е негов.
Меѓувреме, таткото на Димко дојде на пасиште. Димка го немаше никаде. Се исплаши таткото за судбата на своето дете. Звонците од мазгите не звонат вака. Таткото се присети. Надеж блесна во неговите очи и на човек како него не му беше тешко да го пронајде звоното и луѓето. Но од кога го пронајде, надежта се претвори во инат и љутба. Кој е тој што се осмелил да му го одземе детето? Но тој што се беше осмелил, беше исто така решен по цена на се да го заштити и детето и себе си. И таткото не издржа. За родителите на децава немаат нужда од работна рака. Па еве, сепак нивните деца се прво ученици, а после се друго. Тогаш, зошто и неговиот Димко да не е како нив? И за нас приказната е завршена. За нас да, но не и за овие деца. Тие, што и да станат во животот, името и ликот на својот учител никогаш нема да го заборават. А некогаш, кога ќе бидат стари, во ладните зимски ноќи, нивните деца и внучиња ќе ја слушаат приказната. Ние, кога бевме млади, имавме еден добар учител. Се викаше Костадин.